Благодарам. За разлика од вас, господине Баджети, ја имам 3 деловника. Еден што ни доставија од претходниот мандат, кога на власт бевте заедно со Социјалдемократскиот сојуз и коалиција во овој парламентарен состав, доставено од вас и од Социјалдемократскиот сојуз. Втор, ја го копирав за да биде по-практичен за работа, потенка хартија, за мои потреби, и трет даунлодиран на телефонот за да можеме да работиме и кога не сме во собранието. Поентата е, сакаме ли да го почитуваме тој деловник кој што беше донесен со скоро максимално единство од 118 пратеници, или не ќеме да го почитуваме? Не се повикувајте на деловодни броеви и не е добро човекот кој што учествуваше во целата таа работа сега дополнително да ја потпалува работата. Прашањето е, дали кога ќе побарате процедурално чекате да ви дозволи председателот да се јавите или веднаш доаѓате на говорница без да добиете право? И тука ја гледам грешката кај председателот на собранието, затоа што многу пати джентлменски дозволува изигрување на процедурите. И дали сакаме да работиме и да го почитуваме тој деловник? Од она што го направивме во минатиот мандат, а тоа е 118 пратеници од разни пратенички групи, се произнесовме дека сакаме да го почитуваме и гледаме дека имаме многу напредок во работата на собранието и многу позитивни промени. Секако дека во практичната примена овие 7-8 месеци увидовме дека има и некои проблеми кои што се јавуваат, кои што не сме ги увиделе, но меѓутоа на некоја следно отварање на деловникот и разговори по однос на него, да пробаме и да ги надминеме она. Така да се фаќате за технички работи, дали било оригинал или не, ајде да го почитуваме и да работиме по него. Поентата е тоа на крајот на денот, а не дали било деловоден број напишан, дали било оригиналниот лицин. Убаво е напишано, долго време се мислеше и на крај консензуално се донесе ова. Која од трите верзии ги сакате, повелете само да работиме по процедура. Благодарам.